Се враќаме во студиото, тука како што најавивме го имаме господинот Илија Јовановиќ од невладината организација Градиме иднина. Господине Јовановиќ, добро дојдовте повторно во студио 10. Зборуваме за проблемот со децата питачи. Константно го следиме овој проблем и редовно на неколку месеци правиме апдейт до каде сме, што сме, бидејќи решени сме дека нема да дозволиме ова вака да поменува незабележано како досега, едноставно да си постои, да си екзистира, сите да вртиме глава и луѓето и институциите и тие деца и понатаму да бидат злоупотребувани. Вие сте најактивен, ако не да речам и единствен кој што работи активно на овој проблем. До каде сме, еве, што се случува сега на теренот? Ви благодарам на поканата, поздрав до цела екипа на ТВ24, на сите главни уредници, новинари, дописници, сниматели, целиот проект кои го поддржуваат и сите останати кои го поддржуваат овој проект. Видете, Република Македонија се соочува со децениски проблем кој никој до сега не го решува. Јас кажав, ние имаме релевантни институции, имаме држава, имаме социјални служби. Еве го и протоколот, јас го кажав во јавноста дека е изработен и подготвен. Но овој протокол кој стоеше 30 години во фиока, медиумите, главните уредници, еден Илија Јовановиќ, обичен граѓани, им го извадивме ние овој протокол да се разработи, да се рестартира од ново и да се работи со целиот стручен тим како што треба. Јас кажав, ние не застануваме и хартијава нема да остане тука во медиумството, во јавноста и во сите релевантни институции и нема да дозволам каде што Оливер Спасовски, министерот, пак ќе го нагласам, и јавното обвинителство господинот Гаврил кој често не поддржува и целото јавно обвинителство и републичкиот јавно обвинителство на ниво на цела Република Македонија веќе ќе се вклучи активно да го поддржи овој, да се превземат санкции, кривични пријави, затворски мерки, 30-дневен притвор и сето тоа ние што го бараме, ќе го оствариме, но скала по скала, чекор по чекор, затоа што овој е децениски проблем, ние не можеме преку ноќ. Може Република Македонија, министерствата и Оливер Спасовски, министерот, сите полициски службеници, сите општини на ниво на Република Македонија, општините, државните институции, труд и социјала, тренческа, центрите за социјални служби, кога Република Србија сега и нов закон воведува и изменува, поготово за педофилството, може и ова во Македонија да се реши за кратко со интервенција на полиција, на специјалните единици кои ги имаме, за жал не ги користиме за вакви потреби. Верувам дека некогаш и ова ќе се искорени и не се откажувам. Јас реков до крај ова ќе го истерам како што го пиша министерот Оливер Спасовски и неговиот кабинет, дека ние постапуваме по програмата и нивните плански активности. И нашата програма ја барат и нашите активности како ќе постапиме. Ние сега оставивме Градиме иднина да видиме полицијата колку работи, дали ја работи службената положба, доколку не ја врши како што треба секоја полициска станица, секој полициско службено лице каде што има должност и наредба од кабинетот на министерот Оливер, како што ги дискутиравме сите состаноци во релевантните институции, ние сега државата ја следиме дали работи или не. Јас не сум задоволен. Зошто? Ќе кажам, затоа што ние се уште ги имаме и бројката е се повеќе и повеќе зголемена. Секојдневно во Република Македонија во сите градови 85 општини бројката се зголеми од 2000 на 3000 питачи. И тоа за краток период од 7 до 9 и 12 месеци. Овој проект е започнат од 3.12.2021 година. Од тогаш, јас не знам дали нешто полициските станици превземат, службените лица, инспекторите за малолетни деца и нивна деликвенција, дали се отстрануваат. Има некои фидбеци сеат, откако ќе излеземе јавно, кога ќе свикаме пресконференција, кога ќе гостувам во било која утринска емисија или дневна емисија, веднаш тогаш реагират Министерството за труд и социјала. Леле, ово или ама доседен пак излего и значи ова е тој фидбек. Не е само да излеземе и ајде за 2-3 дена, свако чудо за 3 дена и завршена е работата. Пак повторно се враќа. Ние им дадовме методи и начини на Министерството и со сите кои имавме состанок во полициската станица Автокоманда. Сите ги запознавме како треба да работат. Они постапуваат, но овој проект го кочи, јас ќе кажам, сите центри за социјални грижи и општините. Ова е должност на сите центри, на сите општини, на сите градоначалници. Кажав дека доста и престанете да ги манипулирате најранливата, најболната категорија, затоа што еден ден голем удар од Господ ќе ви се врати. Јас кажав, се додека последното дете не го страниме ние од улица и од питачење, од злоупотреба, од
продавање и рентање од втори трети лица, кои тоа Министерството си го брка и полициските станици и го знаат идентитетот и учесниците и организаторите и мафијата и така натака. Добро, ова е проблем што толку, како што вие кажате, деценески проблем, толку ова веќе вкоренето, што веќе никој не ни обрнува внимание. Ние гледаме на семафорите, полициска кола стои, чека семафор, тие питачат, ништо не реагираат. Можеме само да претпоставаме колку вработени во социјалните служби дневно поминуваат на семафорите, кои исто така ги гледаат, не реагираат, бидејќи верувам дека голем дел од населението можеби не ни знае дека питачењето е забрането со закон, бидејќи толку е одогомаќено, веќе го гледаат како нешто вообичаено, а на страна плюс злоупотребата на деца, каде што се дружат, кршат тука и други закони, плюс дали како што кажав, еве полицијата, тие социјални работници кои поминуваат секој ден на семафорите и не реагираат. Дали можеби во проблемот е што тие социјалните служби и полицијата немаат капацитет понатаму да ги процесуираат сите тие случаи, не само на родителите што ќе заглават во притвор или во затвор туку и со децата, дали немаат каде да ги носат толку многу деца, па потоа да се грижат за нив. Дали можеби во тоа е проблемот во капацитетот на државата да ги процесуира после тоа? Сега, ние проблем немаме во државата. Ние од самите себе имаме проблем. Човечанството и луѓето што се јадеме едни со други сеир, што си гледаме, ај нема да успее вака така. Ќе успее овој проект. Со години ќе се работи, ќе успее и ќе вроди со плод. И вродува со плод, но со постепени чекори, јас кажав. Ние имаме детски домови кои се затворија. Ранка, 25, има 11. Имаме државни институции кои се руинирани, кои можат со граѓанските народни пари, со буџетот на Република Македонија, целиот данок кој го плаќаат граѓаните во храна, во гориво, во други продукти и така натака, со тие средства сите руинирани домови може да се санират и стручни тимови ние имаме. Млади студенти завршуваат психологија, дефектологија, педагози, социјални работници и така натака. Зошто 85.000 на нас ни бегат на годишно ниво или за неколку години баш утрово читав се избегани од државата. Значи, државата ниту за младите, ниту за студентите и кои завршиле, па ни за моите деца ќе се грижат и за тоа до овие проблеми се случуваат. Наместо партиски вработувања се отворија во детските домови каде што ги затворија, а отворија групни домови да си прават бизниси, каде што сега имаше еден прилог дека детето избегало од домот, па го знаат каде што како и дека детето е откочани. Баш сега овој прилог го имаше тука дека повторно се врати по улиците на питачење и на јавниот правобранител кој беше исто министер за труд и социјала сега, што е, како се викаше, не ми текнува баш ми е на збор, јавниот кажува дека и во тие групни домови веќе се злоупотребуваат и не работат и не ја вршат службената положба како што треба. Ние имаме системи, имаме закони, имаме Зборувате за народниот правобранител? Да. За Насер Зибери? За Насер Зибери, да. Значи он кажува и го истакна и кажа дека има злоупотреба врз децата, врз тие групни домови, дека не се работи. Видете, од една страна, да, добро е што ги вратија, но јас кажав, еве до министерката, до сите претходни министри, ајде една поука земете од мене. Домовите што се, дневните центри кои ги имаме, школите кои ги имаме, дајте да отвориме тогашка третмани, да се направи проект, програма на општинско ниво на цела Република Македонија, во градот Скопје, во сите скопски општини. Дајте да се работи со биолошките родители кои сгрешиле во животот, а стручни тимови ние ги имаме, социјалните служби, ги имаме психолози, кажав да не се навраќаме, да не одземаме многу време од емисијата. Службите треба да работат со биолошките родители, а не центрите да пијат кафења, да идат по кафичи, приватни бизниси, да си фаќаат, да си работат и така натака, а ние имаме голем проблем во државава. Во кој смисол да работат со биолошките? Знаете што, да работат, да не се остават деца во домови, да се работат со биолошките родители,
работилници, едукација, образование, Зборувате со овие што веќе ги оставиле децата или воопшто Така. генерално со родители? воопшто и генерално и со родители и во секој брак кој има проблем. Тоа и е должност на центарот, но они се вадат немаме услови, немаме простори. Тогаш зашто е Центарот за социјални грижи на ниво на Република Македонија? 85 општини, 85 служби ги имаме во цела Македонија. На ниво скоро цела Македонија и 30 негде ги има, како што ги знам базите на податоци. Кога групни центри ќе се отворат во тие домови, во училишта, кога ќе се заврши, да речеме, часовите, дали е прва или втора, може све да се направи, но на никого овде не им се работи во оваа држава. Ајде да оставиме така, нека се растурат бракови, нека има вонбрачни деца, нека нема идентитет, нека ги викат сиропилишта, социјални, деца без родители и така натака. Тоа е болка како за мене, така и за сите, затоа што ја ова од аспект на родителство го зборувам. Кога ќе се отворат повеќе дневни центри, повеќе работилници, ова го кажувам затоа што го има во многу одредени земји, службите отварат вакви центри за да го спасат бракот и семејството. Стварно сега негде, сега тако не иде, нека се стави крај на бракот. Но државата, службите, центрите, министерството треба да се удрат во главата, да си го стават прстот вака на умот, да речат што се случува ова, зошто ова вака се случува. Добро, во поглед на самиот проект вие спомнавте во поглед на затворањето на групните домови и на овие мали групни домови каде што децата се распоредија во семејства, што мислите во поглед на тој проект, функционира ли? Подобро за разлика порано од групните домови. Некои одредени вработени, не сакам да ги именувам, кажува дека промашена работа е со групните домови. Јас еве ќе кажам еден апел на министерката, еве сега пред избори сите се тепаме, се такмичиме за поени, за гласови, за злоупотреба на социјални семејства. Ајде еве јас да ви дадам еден предлог. Дневните центри кои се овие што се групните домови, детските домови, дајте да отвориме работилници, децата да се со биолошките родители, кои од многу причини ги изгубија децата, кои се оставија, кои се нелегално венчани или вонбрачни деца имат, не знаеме која е статистиката, но тоа го работам да ги откријам бројките колку се и колку вонбрачни има и зошто не е признаено родителството и пак иде теретот на државата. Ние не сакаме све терет на држава. Ова држава е исцицана од сите страни и затоа сме бубањ држави. Никош ние во Европска унија со ваквите проблеми нема да влеземе во ЕУ. Како они што се надеват. Ја не се надевам дека нешто ќе се измени или дека нешто ќе се направи. Државата е отидена. Знаете што, јас ќе се навратам. Децата без родителска грижа и без родители кои останале од многу икс причини, совраќајки, изгубен еден родител, болни и така натака. Децата да се вратат кај своите биолошки родители, да се работи секојдневно 24 часа и надзор да има од страната на службите. Тоа им е должност и они тоа треба да го извршуваат. Зошто нас не се отварање на детски домови? Да профитираат, да перат гревови, да се китаат, секој директор да купува станови, палати, децава да си ги носат како што имаше директор јаделе фстаци, скапи пијалоци, ова она, а едно дете од дом без родители и од многу институции каде што се згрижуваат деца без родителски грижа, ајде директориве да ве прашам, дали едно дете однесовте на операција во странство? Дали е за операција на срце, на вид, на некоја посериозна здравствена наследена болка од биолошките родители и така натака. Никој тоа го нема направено. Еве честитки се продава за децата од СОС. Каде идат тие пари? Значи каде идат тие спонзорства? Сите тие средства идат на погрешен начин и јас ги будам граѓаниве со оваа ситуација да престанат веќе на никого да не дават ништо, ниту по семафори, ниту купување на честитки и така натака. Јас барам и тоа е најдобар метод и начин. Центрите се должни за тоа зимат плата од буџетот на РМ, од нашите народни пари, зимат плата и најдобро е сите деца да се вратат кај биолошките родители. Секој градски татко на своја градска општина е должен да го помага социјалниот случај, треба приоритет и на прво место. Јас еве ги поздравувам. Општина Куманово, општина Ѓорче Петров, општина Центар, општина Кисела вода, сите ги пратам градоначалници што работат, го поздравувам. Не само деца со овие Даунов синдром, со деца со посебни потреби, ни свето тоа го има дека должна е општината прво да го решава социјалниот проблем од држава и во општинско ниво и на локално ниво во територијата на град Скопје, каде што сме од 16 до 18 општини, да ги помагаат и да ги вработуваат прво социјалните категории, деца без родителска грижа,
самохрани мајки, бездомници, да се работилници и момин поток. Да, од една страна го поздравувам тоа, но не е решението смести го зимно време, он повторно е пак на улица пролет, лето и есен. Само зима се згрижени. Секоја општина да двои од буџетот каде што се плаќат нели давачки према општината, комунали и така натака, секоја општина е должна и ние нема да имаме проблем. Значи недомаќински се работи се уште во државава и нема никогаш да се реши, затоа што јас ќе кажам, ромите во Република Македонија не се дискриминирани, ниту се етикетирани, како што ги гледав некои анкети и интервјуа сега чистачите на автомобили. За нив има агенции за вработување, има општини кои може да го реши, не им се работи. Ова им е најлесна метода каде што нема директори, нема управители, нема менеджери и нема кој да ги посочува. Они се научиле лепчето на улица и завршена е работата. Но јас Добро, имаме ли некакви податоци од институциите, се враќаме повторно на децата питачи на тој проблем, имаме ли некакви податоци, дали воопшто се поднесуваат некакви кривични пријави, колку се поднесени, имаме ли такви некакви Видете, да, јас како што ги пратев сите статистики, бројката се намалува горе-доле, ама пак варира, се зголемува, се намалува. Еве ми се допаѓа 4-5 локации веќе ги исчистивме од темелно питачи, но они пробуваат, го тестираат теренот, дали јас ќе излезам или кој ќе алармирам труд и социјала, центрите, мобилната екипа, они се повлекуваат. И сега тие 5 локации со помош на кабинетот на Стево Пендаровски, преседателот на Македонија, кој рече дека ќе се залага и стварно се залагаше, со неговото обезбедување ние веќе е исчистена нова Македонија, Европска унија према Рамстор, тој дел е исчистен и државна болница. Но сега успеавме тие да влезат во со најава кои ме пратат во целиот проект, кај болни, кај изнемоштени, веќе влегува во клиники да питача да просат. Ја еве апелирам, отварете очи, веднаш чим забележите такви лица, веднаш пријавувајте, затоа што секоја клиника мислам дека има обезбедување и треба да го пријават лицето веднашка и нека отварат очи на ташните новчаниците, затоа што таму идат. Имаме ли кривични пријави? Да, има 9 кривични пријави се поднесени, откако ние ќе излеземе медиумски или теренски, кој ќе излеземе да снимаме прилог дека ништо уште не се превзема, дека службите не излегуваат на терен и јас кажав дека сеат една мобилна екипа за 2000 до 3000 питачи е мала во Република Македонија да го покрие овој цел проект. Доколку се вклучат повеќе интервентната полиција, полициските станици, инспекториве од страната на МВР што се за малолетни деца и деликвенција. Доколку сите тие мобилни екипи се вклучат, верувате дека ќе има поголеми резултати и чекори ќе се острани и ќе се искорени постепено. Но се уште гледам дека работата од 2021 3.12, ајде нешто се заблаши, мрдна, пливаше, идеше горе-доле, ги притиска в полициските станици, ние им праќавме дописи, јас како што кажав пред јавноста, и они се должни кои треба да одговарат. Ние праќаме и приемно бројче имаме од страната на полициските станици, им даваме на 3, 6 или 12 месеци. Сега за подолг период ќе им дадеме извештај каде што, како и колку ги има питачи, злоупотребувачи, каде што се маркетите, трговски центри, чаршијата, еве имаме поплаки најмногу во чаршијата, дека повторно. И ќе кажам дека ние ги избркавме и од патарините, агенциите за државни патишта го решија тој проблем да плаќаат агенција за обезбедување, да ги исчистат питачите. Сега од Куманово ги транспортираат во Скопје и целата таа група со 3-4 комбиња каде што ги следиме и пратиме, дополнително МВР и полициските станици, Битпазар и останатите, ќе бидат известени таа маршрута од каде се движи, каде ги носат и каде се транспортират и цело Скопје они го тероризираат со питачење и злоупотребата и препродавањето на децата за питачење. Да, 9 кривични пријави се малку, реално во поглед на обемот на проблемот кој постои. Тука имаме и други аспекти, како што зборуваме, освен питачењето кој е законски забрането, имаме се кршат и други закони. Еден од нив е што овие деца се злоупотребувани на многу начини, но при тоа тие не ги посетуваат ни најосновните образовни потреби. Не одат ни во градинка, ни во училиште, понатаму не се образуваат и на таков начин тие веќе им се предодредува и понатамошниот живот. Веќе се хендикепирани за понатаму и да сакаат нешто дали може да се. За жал многу е пропуштено, тука јас кажав дека треба многу да одговарат и треба да бидат поригорозни затворските казни, не 3, 5, 7, него јас би барал и до 15 и до животно затворски казни да си одлеже организираната мафија, каде што јас кажав дека не се плашам.
Јас себе ќе кажам дека Република Србија пак денес воведува доживотно за педофилството, напаѓањето на малолетни деца од страна на нивни роднини, баби, дедовци, втори, трети лица кои излегле од затвори и така натака, се врши педофилство и насилство врз децата. Ајде, еве, Министерство за труд и социјала, правда, МВР, земете го чекорот, они што го направија, направете го ова педофилството да биде доживотно и да им се знае каде им е местото. Јас ќе се навратам на ова. Ние, пак ќе кажам, благодарение со неколку главни уредници, по брза кратка постапка го добив бројот од министерот за образование. Јас имам и тука еден допис до Министерството за образование. И Етон Шакири му реков дека сите 18.700 кои ми се од најмала возраст за пред да престојуват и бидат во градинка згрижени и сместени, и кажав дека ромите не се дискриминирани, се заштитени со закон во цела Македонија, во целиот свет и каде и да се. Нека не глумат, нека не лашат, нека не се вадат дека не се заштитени. Тотално, целосно се заштитени, но они тоа не знаат како да го искористат, не знаат како да ова. Јас едно нешто му кажав на министерот, сите 18.700 сакам да ги видам на школска клупа, во детска градинка, како моите деца, како сите деца на граѓаните кои се на школска клупа. Јас сакам тоа најскоро време Министерството за труд и социјала, центрите, образование, тој проблем да го превзема што е можно побрзо, затоа што местото не име на улица на плюс 50-60 степени и од 20 до 25 степени во зимските и есенските услови, каде што се злоупотребуваат, кажав дека се заспивани со наркотични средства, со седативи, со неостик, со алкохол, за да не се препознават и каде што подолго време ги држат во нивните раце за да ги злоупотребуваат. И јас кажав дека голема е бројката, ние не се откажуваме, продолжуваме, гледаме сега преку ден горе-доле се чисти терените, кажав дека неколку локации се чисти, но тоа е мал чекор за мене, 85 општини не чекат за секојдневно чистење и мала е бројката. Јас ќе кажам еден апел до граѓаните, веќе свестете се од 2021 година, 2022 и 2023 до месец септември и октомври, каде што и понатака ќе продолжи, ние нонстоп трубиме да не им се дава монети, да не бидат зависници од ова, затоа што ова е хронична болест кон нив и кон граѓаните. Не е само да се даде монета. Еве, не дај Боже, дете, сме имале случаи, или сум кажал дека деца се фрлат во автомобилските возила за да им се земе поголема оштета и тие се веќе врзани со адвокати, со втори, трети лица за да тоа се деси. Јас кажав дека ние не се откажуваме. Колку има злоупотреби, колку се на улица, ние тие деца сакаме да ги видиме среќни, исполнети, радосни, да си растат со родители, да бидат во образовниот систем за ова запишани, евидентирани и ќе кажам до пратеничката љатифе и сите ромски политички партии, земете дворот и изчистете си го во Република Македонија. Не ги користите, не ги злоупотребувате. Јас кажав дека не се борам ниту за титули, ниту за поени. Ние сакаме овој горлив проблем да го решиме и први на светско и балканско ниво да бидеме во расчистување на овој сериозен, долгорочен проблем, каде што 1.700.000 ги има питачи во целиот свет и Балканот, каде што секојдневно се соочува со ова. Доколку домаќински работат општините, ги вработуваат ромите, затоа што еве како што истакнуваат ромите кои чистат автомобилски ова. Не сакам со ова порака да ги понижам и повредам. Ромите ги има вработени во Изгет, во Ситимол, хигиеничари, обезбедување во Тинекс, овие маркетиве, во сите поголеми синџири и маркети. Ете го нивниот пример и самото таа слика кажува дека се заштитени со закон како за сите националности во Македонија кои живеат од роми, турци, албанци, власи, срби, бошњаци и така натака, како функционираат законите за нив, така и за ромите. Добро, зборуваме за ромите, бидејќи за жал најголем дел од питачите се роми, за жал, како што кажав, но имаме тука и други сомнежи, ајде да кажеме за законски прекршувања, имаме за трговија со луѓе, за проституција, вие спомнавте и педофилство, навистина страшни работи. Имаме ли некакви податоци, статистика околу тоа? Вака околу, сега ќе ви кажам, за
20 деца, 20 до 30 деца, самите биолошки родители и втори, трети лица кои биле учесници, тоа го знае Министерството, пак ќе кажам полициските станици, им е однесено благи и построги кривични пријави, но тоа е слаб резултат за мене. Ја би ги осудил одма подитно во рок ни од 5 минути, од 5 секунди би ги сместил директно во келија, затоа што сепак тоа дете ќе ги има доживотна последица и стресови трауми, тоа ќе го има цел живот на сликата. Јас како родител што се грижам и ме загрижуваат многу работи, да ви кажам дека голема е бројката кај децата кои јас кажав дека учесниците ги препродаваат девојчињата, самите девојчиња каде што родителите, биолошките родители не им пружат финансиска помош, каде што самите родители креват раце, девојчињата малолетните од 12, 14, 16 и 17 па нагоре, своето тело си го продаваат за сексуални услуги, каде што се со макроа и организатори, од цената и тарифата им е од 1000, 2, 2,5, 3, и последната тарифа е од 5 до 6 негде, и дури јас кажав дека учествувале во такви групни сексуални услуги, каде што се нуделе, учествувале милионери, богаташи, баш истражував, не знам во каде беше во некоја развиена земја, и да ви кажам дури по 30.000 евра давале за такви сексуални Добро, а услуги. кај нас имаме ли случаи на препродавање на тие деца? Да, ги има, користење? полицијата ги знае. Јас еве ќе апелирам до сите граѓани, доколку забележите во училишта, доколку кај некој дете се примети, дали е од 5 до 8, дали е средношколец, дали е поголема возраста, пријавувајте веднаш во центрите за социјални грижи, во полицискиот број што е на ниво на цела Македонија, пријавувајте веднаш во полициска станица, јавно обвинителство, имајте сведоци, докази и гледате се да биде како што треба, за да не спротивно вие одговарате, затоа што тоа го кажа доколку се даде лажна изјава, значи тој што ја дал може и кривично да одговара од 1 до 3. Има да ви кажам 20 до 30 деца се злоупотребувани, е поголема бројката, дури јас еве апелирам до сите родители, децава кои видат од 5 до 9 оделение и средношколците, носете ги на лабораториски испитувања, гинеколог, ви отварам очи и уши што се ви се случува во државата и каде ви оди младината. За жал, младината ни иде во ќорсокак. Јас кажав како родител, премногу сум загрижен, гледам во вечерните часови што се случува. Дрога, алкохол, проституција, силување, педофилство и веќе не знам што се случува во... Добро, да се вратиме повторно на основниот проблем за кој разговараме, а тоа е питачењето. Вие го спомнавте тој протокол, како што се нарекува. Ајде да објасниме малку, бидејќи постои протокол, зборувавме за тоа што институциите пропуштаат, што не го прават. Што предвидува протоколот? Ајде да објасниме, што треба да се прави според овој протокол, значи, протокол за меѓусекторска соработка за постапување со деца на улица. Значи, самите граѓани, доколку забележат лица, злоупотребувачи, учесници, организатори, мафијата, каде што стои и се кријат позади дрва, кујки, згради и така натака, каде што мора прометот да им го земе, прометот нивниот, јас кажав дека е од 1000, 1500, 2, 3 и до 5000 денара на месечно ниво. Рачунете, едно дете има заработувачка од 35 до 40 и 55.000 денара. На месечно ниво направив груба математика, тоа е околу 5 милиони денари. Граѓаните се злоупотребувани, од питачите, од чистачите на автомобилски, чистење на автомобилски стакла и едноставно се манипулирани граѓаните и злоупотребувани, измамени. И треба некој за ова да одговара и доживотно да се одлежи затворската казна, каде што на многу деца, детскиот труд и детството и насмевката која немата ги имат солзите и издругирани, наспиени од седативи, детето го нема основното. Јас кажав дека питачењето е голем проблем и доколку граѓанинот виде, они се должни да го пријават секој случај во полициска прва станица, во Министерството за внатрешни работи на бројот 192, доколку мислам, 192 беше, во Министерството за труд и социјала, мобилната екипа која и во сите социјални служби кај директорите. Тоа е тоа, а останатиот протокол се состои од образование, од здравство, од правда, од
книги за водење на матични овие за да се евидентираат. Тука целиот пакет, јас кажав дека се состои и е разработен. Сите релевантни институции треба да постапат и овој протокол е доставен до сите општини, до пратениците, до политичките партии, до центрите за социјални грижи, до сите релевантни институции и сите треба овој протокол да го поштува, да постапат према него и да се решават секојдневните проблеми. Јас кажав дека граѓаните се должни да го подржат овој проект, да пријават дали е анонимно, дали е со име, тоа ништо не е страшно и не представува проблем, нека не се плашат од тоа. Доволно е само да се пријават. Колку учествуваат, колку се вклучени, толку побрзо го решаваме проблемот, за да ние со овој протокол и проект сакаме да им се одземе на многу родители родителското право, негде привремено, негде да се следи нивната состојба, да се дадат опомени, предупредувања како што се дават, не им се зима на некој, веднаш им се одзима родителското право, децата се сместуваат во тие групни домови, баш е тоа спротивно детето што беше на питачење, каде што го злоупотребува во градот Кочани. Во градот Кочани ние имаме од 10 до 15 од ромската популација кои питачат по ресторани, кафичи, сендвичари, пицерии, паркот што е шеталиштата и така натака. И на тие им е одземено родителското право и се под надзор на центарот, е сега во наводници, не сум на тоа колку се работи и детето пак го нема и не се знае се уште каде е, затоа што она е тој проблем кој треба да се пријави, за да се превземе мерка и детето да има нормален процес на животот, образование, здравство, да се евидентира во матичната книга, да се знае неговиот идентитет, неговите биолошки родители и тоа дете да има среќно детство наместо да питачи. Јас ќе кажам, овој протокол стварно беше тежок за изработка, имаше многу стручни тимови од сите релевантни институции, од целото Министерство за труд и социјала, кажав, од сите центри за социјални грижи, од стручњаци, од правда, од образование, од здравство, сите својот дел и проблемот си го напиша во овој протокол и они треба по тоа да постапат и да работат. Најголемиот ни е потребна поддршка од граѓаните, да не им дават монети, да престанат да го подржат овој проект, да го пријават случајот на било која полициска станица, за тие веднаш да реагираат. Колку има повеќе пријави, колку има повеќе притисоци и јавувања, верувате дека така ќе се реши. Јас се апелирам до Министерството, каде што веќе устата пена ми фати, ајде работете, мрднете, излезете од канцеларии, не пиете кафиња, вршете ја службената положба, верувате дека милион апели сме давале, но гледам тие апелите некако тонат во вода, ма јас не се откажувам кога ќе излеземе во медиуми пресконференции или деманти кои ќе дадеме веднашка. Не е само еднашка или свако чудо за 3 дана да излезат на терен и да го решат. Секојдневно треба да се работи во 3 смени, јас кажав. Тие сега прва смена ги нема. Еве баш правевме недалава анкети, истражувања правев ја лично и баш правев записници и увиди како се одвива питачењето. Преку ден сега е намалено питачењето, само имаме проблем. Автокоманда, клучката према пивара Скопје, домот Ранка Милановиќ, кај Алкалоид Скопје, према пивара Скопје, надвожњакот што е Мавровка, Момин поток, патозана кај Приштина што е Блаце, партизански одреди го исчистивме, МПЦ имаме уште пак проблем, тука се соочуваме со еден. Кај МПЦ ја намаливме бројката од 15, дојдовме на 20 и тие 20 проблематични ќе ги решиме. Држам на тој дел го решивме, Алумина го решивме интензивно, тука една ја брка жена години си имаш, викам агенција за вработување, имаш агенции за привремени вработување, скали, влезови, работа има за вас. Ова ви е најлесен начин. Значи јас сум премногу среќен што 5-6 локации тука негде ги исчистивме. Многу треба ако трпно работење, верувате колку повеќе се вклучуваат граѓаните и кога нема да им дават монети, ние постепено ќе ги тргнеме самите и они ќе се откажат од тоа и ќе видат и ќе се увидат. Јас кажав дека потребно и благи казни од 300 до 500 и до 1000 евра. Да, тоа сака да ве прашам. Тој поглед, бидејќи зборуваме цело време за институции, за нивната одговорност, што е во ред, но имаме одговорноста и наша, на граѓаните, што им даваме. Вие апелирате цело време да не се дава. Дали може би треба и казни? Треба казни, како што е во целиот свет и во целиот Балкан, затоа се и поставени камерите во сите држави, во сите градови, на сите булевари, на сите автопатишта, да полицијата, државата ја следи состојбата што се случува во рок од 24 часа, 24/7.
Камери имаме, систем имаме, институции имаме, ја не знам дали функционираат. Со сите тие камери верувате дека МВР многу може полесно и таа идеја му ја дадов на министерот Оливер или на крај краево при регистрација на возило како една опомена да им се даде и да им се промовира законот за нарушување на јавниот ред и мир, затоа што тоа е нарушување на јавниот ред и мир во сообраќајот. Има закон за сообраќај, го читав закон за полиција и така натака. Ја еве апелирам до министерството, ајде еве еден предлог ќе ви дадам и пак ќе ви го кажам јавно, дајте да почнеме да ги казниме и мислам дека со казните како во сите земји се освестуваат веќе граѓаните, мислам дека и тука ќе се свестат. И тоа не благи сега да бидат казните. Казните би барал да бидат од 300, 500 до 1000 и 3000 евра кои стварно ќе даде и возилото да му се земе и возачка дозвола. Јас мислам дека на такви ригорозни мерки, такви казни, јас мислам дека овој случај ќе се реши постепено и само во ова држава треба со казни што на времето екс-премиерот Груевски кога донесе закон за плукање, значи ние собствената држава си ја плукаме 50 евра, не 50, 300 евра, затоа што немаме ние основна култура, ние човечанството едни со други се уништивме и тониме и се уште ќе тониме. Јас кажав, кога многу ќе се работи, кога сите ќе работат домаќински како што треба, верувате, ние најдобра држава ќе имаме и ќе го решаваме проблемот, затоа што ние само тониме и идеме во ќор сокак. Но јас кажав дека градиме идни на Скопје, медиумите, главните уреденици, сите до ден денес кои ме поддржуваат и имат доверба. Иако никој не стои позади овој проект, освен медиумството, мене тоа ми е најголемиот сервис и со ова докажувам дека граѓаните со нашата работа, со работка и поддршка ќе бидат безбедни се додека не го решиме проблемот. Само ја барам поддршката од граѓаните да престанат веќе да им дава да ги сожалуваат. Тие не се за сожалување, тие се попогати од нас. Ние сме сега под нив, тие се над нас. Се гледа и по нивното тело. Зошто не сакаат, еве, тоа многу често се прашуваме, особено кога ќе ги видиме ние млади луѓе кои питачат, млади девојки кои питачат, зошто не сакаат да работат? Бидејќи навистина има работа, има потреба од работници на сите можни нивоа, очигледно е дека не сакаат. Зошто не сакаат да работат? Знаете зошто? Сега ќе кажам, затоа што работодавците, сите, приватниот сектор, угостителството и сите приватни сектори кои молат Бога да најдат работници, спротивно избегаа Хрватска, Германија, Швајцарија, Италија и така натака. Работодавците се и самите криви затоа што ајде еве ние ќе го вработиме и ќе го молзиме додека не го исцицаме, ама на крај кравата ја фрла кантата со млеко и ја шудира и си оди. Јас сум имал и таква ситуација и на своја кожа тоа го имам доживеано да ние пак ќе кажам, имаме компании, имаме работодавци, имаме фабрики. Но има и многу неформални работи кои не се толку формални. Например, имаме перални за коли, имаме чистење на станови, на куќи, косење на трева, Имаме, да, занајчиството во Македонија веќе пропаѓа и изумира. Зошто? Затоа што самата економија, самото општество, самото недомајкинско работење на општините, на релевантните институции, овој проблемот во државава што се случува. Кој автоперална, угостителски објекти, сите приватни компании, зошто не ги пријавуваат? Зошто не ги осигура? Зошто ја многу пати ајде на договор да потпишеме дали е на месец, два, на година и така натака. Они тоа го бегаат затоа што се врзани со инспектори од труд и социјала, подмитуваат, плаќаат и луѓето тоа го кажуваат и го потврдуваат. Дури се плашат и К15 да си го побарат, им го дават К15, па им го зимат. Значи кога овие синдикатите за правата на работниците, кога законот за работни односи, работодавците кога ќе почнат да го почитуваат и кога ќе нема да прават црни прљави работи према законот, према УЈП и према сите тие, верувате дека ние многу подобро ќе функционираме. Јас еве ќе дадам еден апел до сите работодавци, тие кои ви се најдобри, кои ви се најуспешни, кои ви се потребни, зголемете им ги платите дневниците, имајте фидбек, не гледате само за себе да се китите, да се покатите, вили, палати, викендици, све и свашта да имате, а утре дента вас работникот ви бега и не сака да работи. Најлесното е питачењето, за тоа има проблем. Ние имаме сериозен проблем во државава. Ние имаме институции, ама од сите истражувања, од сите мои ноќи не спиена, од сите овие работи, ја кои ги кажувам,
Тоа е и вистината во Македонија, и самите граѓани, и самата младина, еве мојата ќерка ми вика 14 години, што тато, јас вика наполнам факултет, завршувам или барам стипендија и си бегам од државата. Значи нашата сопствена држава, нашите министри, нашите градоначалници не бркат од нашата сопствена родна земја. Да. И тука тоа е тоа. За жал, добро, господине Јовановиќ, остануваме ние, ќе го следиме и понатаму. Овој проблем нема да се откажеме. Тоа сакаме да ја пратиме таа порака и на оние кои питачат и на институциите. Ви благодарам уште еднаш за ова интервју, а вие, почитувани гледачи, ви благодарам на вас што не следевте, ви благодариме на вниманието и довербата. Останете со програмата на Телевизија 24.